Значи, во моментот се наоѓаме во основното училиште Ордан Чопела во Прилеп, кај што се одржува семинар за и лиценцирање на тренери и судии во склоп на Џудо Федерација на Република Македонија, кои што се неопходни припреми за преддржавните и балканските и европските првенства на Џудо Федерација на Република Македонија. Овие лиценцирања се случуваат еднаш годишно? Па да, најмалце еднаш годишно, може и два пати, за зависност од потребите на обука на тренерите и на судиите, или во зависност како налагат новите правила од Европска и Светска Џудо Федерација. Семинарот се состои во два дела. Првиот дел ќе биде теоретскиот дел, кај што универзитетски професор го одржува, кој што е и член на таа комисија за обука и лицензирање на тренери. Тој е Жарко Костовски, и во делот на судиите, значи бе лиценциран IGF судија, тоа е Томе од Прилеп, кој што го води и го одржава семинарот за судии и лиценцирањето нивно. Колку џудо спортот е популарен во Македонија? Па, у Македонија, во зависност од градовите, меѓу најпопуларните спортови се токму е Прилеп, кај што се наоѓаме ние денеска, Скопје и почна и другите градови како што е Велес, Куманово, Ресен, Битола, Струга и тие. Се зголемува во континуитет популарноста на џудото, пошто веќе последниве 2-3 години почнавме и убави пласмани, убава представување на државата во меѓународната сцена, како што се европските купови, европските првенства, учеството на Олимписките игри и така натаму. Од пред 2 недели вие сте новиот председател на Џудо Федерација на Македонија. Која е вашата визија за развој и на федерацијата, на клубовите и на џудото во нашата држава? Па вака, да, токму така, токму од Прилеп јас се избрав за нов председател на Џудо Федерација. Заедно со поддржувачите имаме стратегија и план за развој на џудото во соработка со околните земји околу нас што се граничиме као држава, со Балканската федерација, со Европската федерација, меѓународни кампови, одржување на семинари различни. Медиумите ќе играт главен фактор тука во развојот и во подигањето на авторитетот на џудото во Македонија. Имаме визија, имаме планови, чекаме на време, соработките ни се на убаво ниво со сите институции, офаќајќи го тука и државните институции, и Агенцијата за млади спорт, и Македонски олимписки комитет, Балканска, Европска и Светска федерација. Само треба добра желба за работа и за одење напред, иначе верувам во екипата што е составена во однос на комисиите и работните тела на федерацијата, како што состои од подпредседателите на федерацијата, спортскиот директор, селекторите. Имаме навистина убав кадар избран и верувам дека со тој кадар и со добра желба ќе тераме многу напред.